приказни од тајната градина. Мери Попинс, напишана од Памела Линдон Траверс. Дечиња, дали сакате заедно да ја прочитаме приказната за Мери Попинс? Приказната ќе почне кога ќе го слушнете звончето токму вака. Значи, може да почнеме. Оваа приказна ја раскажува еден оџачар. Тоа е чичко кој што ги чисти оџаците на куќите. Дали сте знаеле дека се верува дека тој што ќе види оџачар ќе биде многу среќен? Оџачарот во оваа приказна се вика Берт. Како и сите оџачари, тој храбро се качува на покривите на куќите и чисти оџаци. Но чичко Берт оџачарот многу сака да прави измејови од хартија и да црта слики по тротоарите со креда. И така еден ден, додека тој со креда црташе во паркот покрај една фонтана, почна да раскажува една приказна за Мери Попинс, најчудната негователка на светот. И приказната може да почне. Глава прва. Мери доаѓа. Семејството Банкс живееше на Трешовата улица со број 17 во Лондон, во земјата Англија. Тие имаа две многу немирни деца. Нивните имиња беа Джейн и Мајкл. Таткото, господин Банкс, по цел ден работеше во банката, а мајката, господја Банкс, мораше секој ден да оди на состаноци. Имаше многу работа и затоа децата беа дома со слуги и негователка која ги чуваше. Децата Джейн и Мајкл воопшто не си ги средуваа своите соби и растураа низ целата куќа. Многу викаа и дури се осудуваа да излезат надвор без да кажат на никого. И бидејќи децата беа многу немирни, сите негователки за брзо време си заминуваа од куќата и не сакаа да ги чуваат децата. Така и последната негователка што беше задолжена да ги чува децата, си замина. И таткото загрижен објави повторно оглас за да најде нова жена што ќе ги чува децата. Но тој ден се случи нешто чудно. Джейн и Мајкл му дадоа ливче на татко им на кое пишуваше каква негователка сакаат да ги чува. На листот пишуваше: сакаме негователка која ќе стои исправено, ќе биде убава и ќе знае да игра игри што ги сакаат децата. Таткото се загледа во листот и поради тоа што беше лут на децата затоа што беа немирни, го зеде листот и го фрли во каминот каде што имаше оган. А чадото од огнот отиде високо кон небото. И тогаш времето некако се промени. Надвор беше топло и одеднаш почна да дува силен ветер кој носеше се пред себе. Се појавија и големи облаци,
а од позади облаците се појави еден црн чадор, а чадорот го држеше една жена со голема платнена торба и жената за чудо леташе на небото. Таа полека слета на Црешовата улица и се упати кон нивната куќа. Влезе во куќата и се упати право во собата на Джейн и Мајкл. Здраво, деца, драго ми е што ве сретнав, рече таа со широка насмевка на лицето. Без оглед на тоа што таа стоеше исправено и беше со убаво лице, децата продолжија да бидат немирни. Досега не им се допадна ниту една негователка, но затоа оваа изгледаше поинаку од останатите. За почеток децата ја приметија незината платнена торба. Торбата беше многу волшебна и имаше неверојатно богатство. Таа одеднаш ја пикна раката длабоко во торбата и замислете, извади една дрвена закачалка која што беше 3 пати поголема од торбата. Децата со неверување и со отворени усти гледаа во незе, но таа ја зеде дрвената закачалка, ја стави одма до вратата од собата и на незе си ги закачи шеширот и чадорот. И така, откако Мери Попинс извади еден куп други работи од торбата, ја стави торбата на масата, па почна да бара низ торбата се додека не го најде конечно незиното црвено метро за мерење. И тогаш извикна: "Аха, еве го конечно, немиркото се крие од мене." "Зошто ви треба метро?" праша Джейн. "Ха, какво прашање?" одговори негователката Мери. "Па да ве измерам секако." "Дојди, господине Мајкл, и исправи се." Веднаш потоа таа го измери момчето, но наместо да ја каже неговата висина, таа почна да го објаснува неговиот карактер, екстремно тврдоглав и немирен. И веднаш потоа се сврти кон Джейн и рече: "Сега на тебе е ред, Джейн." Ја измери со метрото па рече: "Така да се исмева на другарите и не ги средува своите работи." "А вие?" прашаа децата навредено. Тогаш негователката се измери па рече: "Мери Попинс, нема што не може, или со еден збор совршена." "Добро, а сега, кога се запознавме на работа," рече Мери. Се разбира, немирковците Джейн и Мајкл одбија да чистат, но Мери инсистираше. "Еве вака," продолжи таа, "ќе играме една игра која се вика брз почеток, брз крај или средување на детската соба." "Мене не ми се допаѓа таа игра," рече Мајкл и се намурти. "Ама сигурно ќе ти се допадне," инсистираше Мери. "Знаеш, тајната е во тоа што секогаш мора да ја видиш позитивната страна од секоја работа. Знаеш, кога некој лек е горчлив, ти додаваш малку шеќер, така да ајде да смислиме начин да ја ублажиме нашата тешка работа." И таа почна да пее една песна и пукна со прстите од рацете. И кога пукна со прстите, сите играчки одеднаш оживеа и почнаа сами да влегуваат во кутиите и да се сместуваат на полиците. "Дали ме разбравте?" праша Мери Попинс кога се беше средено. "Магијата ќе биде секаде околу нас, само ако ние одлучиме да ја видиме. И тоа е тоа што го викаме позитивен поглед на се."
Децата се разбира беа воодушевени, а сега мора да одиме на спиење, а утре ќе го посетиме паркот. Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца.